македонците од целиот свет. Нека е речен поменот и споменот за сите упокоени и загинати насилно прогонети македонци од егејскиот дел на Македонија во Балканските војни, Првата и Втората светска војна и граѓанската војна во Грција. На вчерашен ден, пред 5 години, на 30 септември 2018, се подсетуваме, речиси 2/3 од купниот број запишани избирачи, македонци пороти државјанство, не гласа, цитирам, за членство во Европската унија и НАТО, и не ја прифатија спогодбата Димитров Коцијес од 17 јуни 2018 година за промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ. И покрај државниот терор на марионетската влада врз сите за да имаат наводно успешен референдум. На вчерашен ден, пред 74 години, на 30 септември 1949 година, со завземањето на местноста Каменична Крамос, владата во Атина објави крај на граѓанската војна во Грција, која траеше од 1946 до 1949 година. Да се подсетиме што му претходеше на ваквиот крај, поради што и македонци од егејскиот дел на Македонија овде во Свети Николско. Со договорот помеѓу Сталин и Черчил во 1944 година, Грција како интересна сфера и припадна на Велика Британија, а Романија и Бугарија на Русија. Тоа ја промени историјата на Грција, но пред се на македонците и на Македонија. Заради страх од комунизација на Грција по Втората светска војна, со победата на Комунистичката партија на Грција и ЕЛАС, Грчката народно-ослободителна армија, Русија преку Грција да не излезе на Белото море и Медитеранот, Велика Британија ги врати монархо-фашистите на власт во Елада. Тие пак жестоко се пресметаа со поранешните борци на ЕЛАС, посебно со македонците кои се бореа со грчките партизани против германските фашисти и грчките монархо-фашисти. Судирите меѓу единиците на ЕЛАС со владината грчка војска и полиција, помогнати од британските единици, започна на 4 декември 1944 година во Атина и завршија на 12 февруари 1945 година, кога во Варкиза е подпишан договор помеѓу представниците на грчката влада и представниците на Народно-ослободителниот фронт на Грција ЕАМ. И тоа за прекинување на судирите, формирање на коалициона влада на Грција, демобилизација на борците на ЕЛАС и предавање на оружјето, влада формирана на преговорите во Варкиза, наместо да се владата формирана на преговорите во Варкиза, наместо да се заложи во Грција да завладеа мирот, слободата и демократијата, им даде неограничени права на новосоздадените војска и жандармерија, повеќето монархо-фашисти, да действуваат одмазлички, прогонувајќи ги сите кои 4 години се бореа против фашистичките окупатори и тие кои ја помагаат борбата на ЕЛАС. Не може да го спречи овој терор. Комунистичката партија на Грција и другите демократски сили ја напуштија коалиционата влада на Грција и започнаа борба против неа, иако им беше јасно дека монархо-фашистите ја имаат поддршката на Соединетите Американски држави и Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. КПГ и бидејќи ЕЛАС и ЕАМ повеќе ги немаше, тие создадоа нова армија со името Демократска армија на Грција ДАК. Веќе во 1946 година започнува граѓанската војна во Грција, во која грчките монархо-фашисти, подпомогнати од британските сили, жестоко се пресметуваат со борците на ЕЛАС и ДАК, посебно со македонците кои најмногу во нив учествуваа. Во оваа војна, за жал, најмногу настрадаа децата, изложени на системски екзодус со цел етничко чистење на Македонија од македонци. На 2 април 1946 година во Белград, во разговорите помеѓу Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Грција постигнат договор за помош во воена опрема и оружје, храна, лекови и медицински услуги на болните и ранетите борци во болниците во Македонија.
Прифатен е и предлогот до Политбирото на КПГ да влезе еден македонец Паскал Митревски, кој во Солун добро соработувал со генерал Маркос, а во главниот штаб да влезе Ѓорѓе Урдов, истакнат борец за правата на македонците во Егејска Македонија, како и 4 инструктори за обука на борците на ДАК. Во август 1949 година започнува последната битка од граѓанската војна во Грција меѓу владините сили со британска и американска помош и единиците на ДАК, во која беа бројни македонци утврдени на планините Вичо, Грамос и Кајмакчалан под името Факел. Операцијата била спроведена во 3 фази, со фрлање на напалм бомби. Факел 1 од 2 до 8 август, Факел 2 од 10 до 16 август и Факел 3 од 24 до 30 август 1949 година. На 17 август 1949 година владините сили ја освојуваат планината Вичо, а на 28 август 1949 година и врвот Грамос. Во инвазијата врз Грамос и Вичо биле фрлани околу 400 тони или 1740 напалм бомби. Една напалм бомба тежи 230 килограми, развива температура од 1200 целзиусови степени и гори се на правоаголна површина долга 180 метри и широка 40 метри. Бомбардирањето со напалм бомби врз упориштата на борците на ДАК на Грамос, Вичо и Кајмакчалан било решавачко за крајниот исход на граѓанската војна во Грција. 150.000 владини сили, помогнати со тешко вооружување и авиација од 100 авиони од американска команда, со интензивно бомбардирање со американски напалм бомби го зададе решавачкиот удар врз недоволно вооружените 15.000 борци на ДАК. Во судирот помеѓу Тито и Сталин на КПЈ, Комунистичката партија на Југославија со информбирото во 1948 година, Комунистичката партија на Грција застана на страната на Сталин, поради што кон средината на јули 1949 година Јосип Броз Тито ја затвори границата кон Грција. Тоа се одрази неповолно за борците на ДАК, бидејќи беа лишени од натамошно заслониште во Македонија и од натамошно снабдување со луѓе и муниција во тогашна Југославија. Поради очигледните загуби од бомбардирањето со напалм бомбите, генералниот секретар на КПЈ Никос Захаријадис на 28 август 1949 година издава наредба за повлекување на силите на ДАК од Грција во Албанија. Од закана на Атина дека ќе ја нападне Албанија доколку им пружи помош на борците на ДАК, Тирана нив ги разоружува во Албанија. И на 30 септември 1949 година, со заземањето на местноста Каменич на Грамос, владата во Атина објави крај на граѓанската војна во Грција. Почитувани, Нова академија сакам да ги спомнам трите болници во Македонија наменети за ранетите борци на ДАК, македонци и грци за време на граѓанската војна во Грција. Најпрво како болница во Македонија за ранетите борци на ДАК од граѓанската војна во Грција бил одбран воен објект кој војската на Југославија го изградила во 1930 година на местото наречено Пониква, 15 км далечен од Кочани. Првите ранети во него доаѓаат во средината на јуни 1947 година, донесени од границата на Кожув, но поради лошиот пристап и неразполагање со потребните протетички помагала за ампутации на раци и нозе на ранетите, веќе во септември-октомври 1947 година донесено решение да се бара друг објект за прифат на ранетите од ДАК. Во ноември 1947 година болницата од Пониква е преселена во Катлановска бања, а нејзината работа продолжува до јули 1948 година. Закопот на починатите борци се решавал со носење земја од околните ниви, иако тоа многу не помагало, затоа што поројните дождови често ја носеле земјата, а гробовите останувале гори на карпите со костите од умрените. Поради барање на околиските одбори на Скопје и Куманово за бањско лекување на граѓаните, пронајдена е и трета локација за преселување на болницата. Со германски заробеници, за само 3 месеци од март до јуни 1948 година, изградена е нова болница во Јасеново, Велешко, која со работа започнува летото 1948 година.
За кусо време болните и ранетите од Катановска бања биле преселени во неа. Ранети и болни во Јасеново имало до есента 1949 година, односно до крајот на граѓанската војна во Грција. Поголем број од ранетите македонци останале во Македонија, а определен број од нив и малку теми на Грци заминале во Бугарија, Унгарија, Романија, Чехословачка и во Советскиот сојуз. Голем број пак се вратиле назад на фронтот во Грција. Затоа и денешната академија како помен за вечен спомен на жртвите по повод 74-та годишнина од крајот на граѓанската војна во Грција за жртвите од напад бомбардирањето на Грам Сивичев во август 1949 година за екзодусот во 1948 година. Почитувани браќа и сестри македонци, низ болниците во Пониква, Катлановска бања и Јасеново во Македонија лекувани се 6316 ранети, врз околу 2500 биле извршени хируршки интервенции, 200 оперирани починале за време на операциите, 146 борци починале за време на транспортот, а 46 биле донесени мртви. За жал на починатите, закопани во близина на болниците, гробовите до денес не им се откриени, бидејќи биле третирани како строго чувана воена тајна. Костите од времето се однесени. И после 74 години надлежните не извршиле никаква ексхумација за достојни христијански да бидат закопани во заеднички спомен-костурници. Болниците на Пониква, Катлановска бања и Јасеново се резултат на соработката на Народно-ослободителната војска на Македонија и Народно-ослободителната војска на Елада Елас за време на граѓанската војна во Грција 1946-1949 година, која представува продолжение на Втората светска војна од 1939 до 1945 година, а во која македонските и грчките партизани на демократската армија на Елада се бореа против грчките монархофашисти. И покрај обвинувањата на владата во Атина за мешање во внатрешните работи на Грција, Македонија помагаше антифашистичката војна во Хеленската република со доставување на војна опрема и лекување на ранетите борци на так македонци и грци. И во тоа не се погреши. Вечна им слава на сите убиени и загинати за ослободување и обединување на Македонија. И нека Господ Бог ги насели нивните души во Царството Небесно, каде што почиваат душите на праведниците. Нека Господ Бог не благослови сите нас, македонците и Македонија, како и демократска Грција. Ви благодарам. Амин.